Нема што многу да се кажете. Бевте дел присутни од најавата за денешното рочиште и денес се одложи. Се надевам дека наредното конечно ќе почнеме да се соочиме во судница, како што е редот, како што предвидел законот, каде единствено може да ги изнесуваме фактите, доказите, а обвинителството останува на поднесеното обвинение. Уверени сме во силината на доказите кои ќе ги изнесеме пред судот. Не знам, веројатно е страфот токму од доказите, овој обид за одбегнување на почнување воопшто на расправата и соочување со доказите. За крај можеби кратко е да кажам дека судењата се јавни во нашата земја и секој има право да ги следи, како и ова судење, со широко отворени очи. Ова го велам бидејќи се забележува една тенденција пред секое рочиште од овие досега закажаните да се изнесуваат од другата страна постојано никакви невистини. Една од тие и околу увидот во доказите, кои одат на линија на притисок кон институциите, кон судот. Особено не е во ред кога доаѓаат од коментари од некој од па и правници гледам, а судењето не е ни почнато. Не е разумно и неразбирливо ми е. Толку. Се надевам наредниот пат ќе се соочиме во судницата. Дали она што зборуваше со напади од браната дека не ги добиле сите докази, дали тие докази можат и да ги имаат и во нивната, да кажеме, полиција или на вистина требало да ги? Ама апсолутно. Апсолутно ги имаат. Сега еве накратко да се обидам наједноставно. Кога почнувате да водите истрага, нели обвинителството собира докази. Уште од почетокот сте се обратили и сте побарале докази онака како што налага законот. Еден добар дел, голем корпус од доказите се доставени и коректно одговорени на нашето барење. Еден друг дел од доказите си ги собирало обвинителството, но ако еве вака вулгаризираме во обем, тоа е далеко од 10.000 страници. Многу далеко. Останатиот дел, постојано, странките имаат право. Оштетени странки, сите странки имаат право и се случува и во праксата, нели ви доставуваат различни поднесоци и списи. Вие како обвинител цените што тоа е релевантно и со што ќе одите на суд. А се разбира заради еднаквост, заради правичност, од многу причини ги доставувате сите во судот. Но затоа велите со што ќе одите како доказ. Обвинителството точно назначило и овие, гледам некои што се изнесуваат во јавноста невистини, се токму тоа, невистини. Околу бројот на страни и докази.